Условот кој Али Ахмет и Арбен Таравари го поставуваат дека нема да има влада без уставни измени за избор на претседател на државата во собранието во иднина представува теза идеја која не е нелегитимна, но е насочена кон сопствениот електорат во обид да се придобијат што е можно повеќе гласови, вели новинарот Бранко Геровски. Според него, дуи и албанската опозиција ќе играат со овие чувствителни наративи. Така што дебатата може да се отвори, но сега пред избори, особено како некаква нокаут политика пред изборите, мислам дека тој нема некакво, како да кажам, битно големо значење во целокупната кампања, освен што албанските лидери ќе го искористат да им се додворуваат на своите избирачи. Аналитичарот Бесим Небију очекува ваквите ветувања да се пренесат и во кампањата за парламентарните избори. Мислам дека како таква ова ветување ќе го дефинира изборниот процес, посебно во првиот круг во кој што учествуваат двата албански кандидати и веројатно ќе се пренесат и во платформите на политичките партии на парламентарните избори во делот во кој што се зборува за уставните промени. Геровски додава дека е посериозен притисокот што Ахмети го прави врз македонските политички партии пред се кон СДСМ во очекување веднаш после изборите пред да се состави новата влада да се донесат измените на уставот и да се вметнат бугарите во него. Тоа е малку почувствително прашање за кое нема и нема да има после изборите поддршка за овој конкретен предлог. И мислам дека тука всушност се крие она трик, прашање, трик идеја со која Ахмети ќе се обиде да врши притисок, бидејќи тоа прашање тој го поставува и со уцена. Ако не успееме, вели, да ги издействуваме уставните промени веднаш по изборите пред да се состави новата влада, ние одиме во опозиција. Може би ќе го видиме и тоа чудо. Во однос на барањата за избор на подпредседател на државата, Небију смета дека земјата нема да добие многу со тоа. Геровски пак дека тој концепт нема политичка смисла, бидејќи со тоа ќе се намалат ингеренциите на председателот. Посебно што тоа не е типично за парламентарни демократи, во кои што председателот има ограничена функција надвор од церемонијалните, ограничена функција во односно ингеренции во однос на надворешните работи, одбраната и сигурноста. Председателот ќе биде англиска кралица, заменик председателот веројатно ќе биде нешто како принц. Луѓето во Македонија си заминуваат од родните огништа. Албанците дури повеќе од македонците. И во такви услови да одиш кај луѓето и да ми кажеш вака ќе бираме председател, така ќе бираме председател, ќе имаме повеќе во ова или во она институција, мислам дека ќе стане дури и во перцепцијата на албанците апсолутно контрапродуктивно. За сега, ниту СДСМ, ниту ВМРО ДПМН не го прифаќаат условот за избор на претседател на државата во парламентот. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.